Добар ден, ученици! Добре дојдовте во уште една училница по предметот граѓанско образование за 8 одделение. Јас сум Благица Србиновска, наставник по историја и граѓанско образование од Основното училиште Кирил и Методи, Стајковци, Скопје. Денеска ќе говориме за правата на детето. Значи, наставната содржина која што ќе ја реализираме денес, тоа е правата на детето. Најнапред да видиме кои се целите кои што треба да ги усвоиме денес. Целите се учениците, односно ученикот, да ги знае правата на децата и да ја објасни потребата од заштита на детските права. Кои се очекувани резултати од учењето? Ученикот, односно ученичката, способна е да набројува определени детски права од конвенцијата, да ги поврзува правата на децата во училиштето и домот со нивните одговорности и да наведува позитивни конкретни примери во кои се заштитени човековите права. Децата пред се. Децата се невини, ранливи и зависни. Тие исто така се љубопитни, активни и полни со надеж. Нивното време треба да биде исполнето со радост и мир, со игра, со учење и растење. Нивната иднина треба да се гради во слога и соработка. Со ширењето на нивните видици и со стекнувањата нови искуства, тие созреваат. Што е дете? Поимот дете значи човечко суштество кое нема навршено 18 години од животот, освен ако врз основа на законот кој се однесува на детето во државите, полнолетноста не се добива порано. Децата, како и сите граѓани, имаат права што треба да ги уживаат постојано. А возрастните луѓе и државите се тие што треба да ги заштитуваат и да ги унапредуваат детските права. Посебната грижа за децата е неопходна поради нивниот развој, кој бара посебна грижа од емоционален, социјален и физички аспект. Децата најдобро ќе се подготват да бидат активни граѓани, доколку од најмала возраст ги знаат и ги практикуваат своите права. За да се заштитат правата на децата, во 1946 година, во рамки на Организацијата на Обединетите нации, била формирана организацијата УНИСЕФ. Тој е фонд за деца при Обединетите нации. Освен меѓународните организации, многу држави, како и нашата, работат на унапредување и заштита на правата на децата преку најразлични форми. Најпознатиот документ што ги регулира и ги заштитува правата на децата е Конвенцијата за правата на детето, која е донесена во 1989 година од Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации. Прифаќањето на конвенцијата во над 190 земји поттикнала многу промени во интерес на децата. Нашата држава ја прифати конвенцијата во 1993 година и оттогаш државата има обврска постојано да ги заштитува и да ги унапредува правата на децата. Конвенцијата за правата на детето представува рамка на стандарди што се потребни за постигнување на благосостојбата на децата, а принципите на конвенцијата треба да се содржат во законите на државите што ја потпишале. Со Конвенцијата за правата на детето се промовира учеството на децата во процесите на одлучување за прашања што се однесуваат на нивната положба во семејството и општеството, а е во согласност со нивната
возраст. Исто така, се промовираат правата што треба да ги уживаат децата, како и заштитата од различните форми на злоупотреба и нарушување на нивните права. Правата на детето може да се класифицираат на следниот начин. Прво, права на опстанок. Тоа се право на живот, право на исхрана, право на место на живење, право на здравствена заштита. Потоа, право на развој. Тоа се правото на образование и професионална ориентација на детето, право на игра и рекреација, право на одмор, право на слобода на мислата, уверување и изразување, право на вероисповед, пристап до информации, културни активности. Следуваат правата на заштита. Тоа се права на заштита од негрижа и занемарување, од експлоатација, од дискриминација, од сексуална злоупотреба и така натаму. И права на активно учество, права на активна улога на детето во семејството и заедницата, слобода на здружување и мирно собирање, право да ги искажуваат своите мисли и ставови и друго. Како е кај нас? Кај нас во нашата држава, во уставот и законите се регулира почитувањето и унапредувањето на детските права. Народниот правобранител има улога да посочува, да известува за прекршување на правата на децата и во исто време да промовира заштита на правата на децата. И другите државни органи, како што се училиштата, локалната самоуправа, односно општините и семејствата, директно се обврзани за промоција, остварување, практикување и заштита на правата на детето. Децата пак треба да учат за своите права, да го искажуваат својот став и мислење, но и да ги остваруваат обврските што произлегуваат од нивните права. Поврзаност на слободите и правата со одговорностите. Поврзаноста на слободите и правата со одговорностите и должностите на човекот и граѓанинот, секако и на децата, е услов за постоење на демократско и одговорно општество. Правата и одговорностите и нивната поврзаност се основна карактеристика на секоја демократска заедница. Например, имам право на образование? Да, но имаш должност да ги извршуваш училишните обврски. Имам право да го кажам моето мислење? Да, имаш должност да го почитуваш и туѓото мислење. Имам право на живот во чиста околина. Имаш и должност да се грижиш за околината. Дојдовме до рубриката Знаевте ли дека? Според членот 12 од Конвенцијата за правата на детето, секое дете има право да го искаже својот став и мислење во секојдневниот живот. 20 ноември е датумот кој се одбележува како Меѓународен ден на детето. Фондот за деца при Обединетите нации, УНИЦЕФ, добил Нобелова награда за мир во 1965 година. Канцеларијата на УНИЦЕФ во нашата земја работи од 1993 година. Во институцијата Народен правобранител на Република Северна Македонија
Има посебно оделение за заштита на правата на децата. Во Норвешка во 1981 година бил воспоставен првиот детски правобранител кој представува независен и непристрасен застапник кој предлага мерки за подобрување на условите во кои што живеат децата. И дојдовме до активноста што треба вие да ја изработите ученици. На кој начин ќе ја реализирате активноста? Во соработка со ученичката организација, може тоа да го направите и со ученичкиот парламент, ќе направите анкета со цел да утврдите кои права во вашето училиште најмногу се прекршуваат. Што ќе наведете во анкетата? Во анкетата наведете неколку права што се практикуваат во рамките на училишниот живот. А испитаниците треба да го заокружат правото што најмногу се прекршува и да наведат пример или неколку примери на прекршено право, секако долку се чувствуваат слободни да го направат тоа. Заедно со ученичката организација, сумирајте ги резултатите. И подгответе едно писмо со предлози за мерки и активности кои ќе го доставите до стручната служба. Можете и да организирате дебата или дискусија со стручните служби и учениците на која ќе се дискутира за мерки и предлози. За какви мерки и предлози? Значи за примери за прекршени права и кои мерки и предлози да се преземат во врска со тоа. Која е целта на оваа активност? Целта на оваа активност е вие, заедно со ученичката организација, да предлагате активности до стручните служби за заштита на правата кои најмногу се прекршуваат во вашето училиште. Секако, тоа да се направи врз основа на докази и истражување. Тоа е се за овој час, ученици. Ви благодарам на вниманието.